приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 8. Господин Креивен се враќа дома. Додека тајната градина се враќаше во живот, човекот со високи и скривени раменици талкаше низ најубавите места во Европа. 10 години го живееше овој осамен живот, што го слушна, полн со тага и темни соништа. Каде и да одеше ја носеше со себе својата несреќа како црн облак. Други патници мислеа дека тој е полулуд или човек кој не може да заборави некое страшно злосторство. Неговото име беше Арчибалд Креивен. Но еден ден, додека седеше покрај планински поток, тој всушност погледна во цвет и за прв пат по 10 години сватил колку може да биде убаво нешто живо. Долината изгледаше многу тивка, додека тој седеше таму зјапајки во реката. Се чувствуваше чудно смирен. Што се случува со мене? Шепна тој. Се чувствувам поинаку. Речи си чувствувам дека сум повторно жив. Во тој момент стотици милји подалеку во Јоркшир, Колин за прв пат ја гледаше тајната градина и рече: ќе живеам за секогаш и секогаш и секогаш. Но господин Креивен не го знаеше ова. Таа ноќ во неговата хотелска соба спиеше подобро од вообичаеното. Како што поминуваа неделите, тој дури почна малку да размислува за својот дом и за својот син. Една вечер, кон крајот на летото, додека мирно седеше покрај езерото, повторно почувствува чудна смиреност. Тој заспа и сонуваше сон кој изгледаше многу реален. Слушна глас кој го повикува. Гласот беше сладок, бистар и среќен. Тоа беше гласот на неговата млада сопруга. Арчи, 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 мој драг. Тој скокна. Каде си? Во градината, повика прегласниот глас. И тогаш сонот заврши. Утрото, кога се разбуди, се сети на сонот. Таа вели дека е во градината, помисли тој, но вратата е заклучена, а клучот е закопан. Тоа утро тој доби писмо од Сузан Соверби, мајката на Дикон. Во него таа го замалуваше да дојде дома, но не ја наведе причината. Господин Креивен размислуваше за својот сон и реши веднаш да се врати во Англија. На долгото патување назад во Јоркшир, тој размислуваше за Колин. Се прашувам како е. Сакав да го заборавам, бидејќи ме тера да мислам на мајка му. Тој живее, а таа умре. Но може би сгрешив. Сусан Соверби вели дека треба да си одам дома, па може би мисли дека можам да му помогнам. Кога стигна дома, ја затекна куќината помошничка многу збунета за здравјето на Колин. Тој е многу чуден, господине, рече господја Медлок. Тој изгледа подобро, точно е, но некои денови воопшто не јаде ништо, а други денови јаде исто како здраво момче. Имаше обичај да вика дури за идејата да биде надвор или на свеж воздух, но сега цело време го поминува надвор во својата инвалидска количка со господјицата Мери и Дикон Соверби. Во моментов е во градината. Во градината, повтори господин Креивен. Тоа беа зборовите на сонот. Набрзина излезе од куќата и отиде кон местото кое толку долго немаше посетено. Ја најде вратата со растенијето над неа и застана надвор и за момент слушаше. Сигурен сум дека можам да слушнам гласови во градината, си мислеше тој. Зарем нема деца кои шепотат, се смеат, трчаат внатре? Или јас сум грешка? И тогаш дојде моментот кога децата не можеа да молчат. Тоа беше диво смеење и викање, а вратите беа отворени. И во тој момент истрча едно високо, здраво, згодно момче, право во прегратките на мажот.
Господин Крейвен се загледа во очите на момчињата кои се смеат. Кој? Што? Кој? Плачеше тој. Колин не планираше вака да го запознае својот татко, но може би ова беше најдобриот начин да проодам со моите пријатели. Татко, рече тој, јас сум Колин. Знам дека не можеш да веруваш. Јас самиот не можам да верувам. Тоа беше градината и Мери и Дикон и магијата што ме направи добар и здрав. Се чувавме во тајна досега. Зарем не си среќен, татко? Ќе живеам за секогаш и секогаш и секогаш. Господин Крейвен ги стави рацете на рамената на момчето. За момент не можеше да зборува. Однеси ме во градината, мое момче. Таму ќе ми кажеш за сето ова. А кога влегоа во градината, розите беа во најдобра форма, а пеперутките летаа од цвеќе на цвеќе на летното сонце и му ја кажуваа својата приказна на таткото на Колин. Некогаш се смееше, а некогаш плачеше, но најчесто само неверно гледаше во згодното лице на синот што речиси го заборави. Сега, рече Колин на крајот, тоа повеќе не е тајна. Никогаш повеќе нема да ја користам инвалидската количка. Ќе одам со тебе, татко, до куќата. И така тоа попладне, господја Медлок, Марта и другите слуги го доживеа најголемиот шок во нивните животи. Низ градините кон куќата дојде господин Крейвен, изгледајќи посреќен отколку што некогаш го виделе. А покрај него, со исправени рамена, со крената глава и со насмевка на устните одеше малиот Колин. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца.